Али Ахмети доби закана од неговиот главен преговарач Мендух Тачи. Упатените во политичките состојби го посочуваат токму лидерот на ДПА како човекот кој директно молел ке Мицковски за Дуи да биде дел од владата на ВМРО ДПМН. Политикологот Дженури Сени вели дека Тачи го разобличи Ахмети и сите негови тези кои ги тера со месеци. Прво треба да кажеме дека Мендух Тачи довчера беше во коалиција со Европскиот фронт со Али Ахмети и беше главниот преговарач од Европскиот фронт за преговори за составување на влада со премиерот Мицковски. Мендух Тачи тоа што зборува е тотално разоткривање и демаскирање на целиот наратив на Дуи овие 15 месеци, бејќи се што зборува уствари не било точно. Од Дуи и од коалицијата прават многу галама, али не лепат ништо. Значи, буквално се како целотеј коалиција. Дуи наместо со локални проекти во преизборието решија да терат кампања дека наводно преку емисари биле викани во влада. Според Есени, тој очајнички обид на Ахмети да добие барем нешто, бидејќи нивните политики последниве две децении се откриени од сите граѓани. Уште во албанскиве средини кандидатите на нивните програми ги имаат канализација, водовод, патна инфраструктура, значи 20 години Дуи раководеше со тие општини, затоа кога знае дека со тој наратив ќе изгуби и нема што да помине, бејќи во овие година и пол и владата со унгарскиот кредит додели значи пари и кај албанските општини што не се граначалниците иако не се дел од владата. Инаку според информациите кои кружат во јавноста, Дуи биле подготвени да се откажат и од позицијата собраниски спикер само за да бидат дел од владата на ВМРО ДПМН. Тачи јавно кажа дека се каја што воопшто влегол во Европскиот фронт, кој сега го напушти и дека лидерот на Дуи Али Ахмети, за разлика од премиерот Мицковски, бил тој што го прекршил дадениот збор, потенцираше дека го почитува Мицковски бидејќи го исполнил ветувањето да не го земе Ахмети во власта. Порача дека ако Дуи продолжат да манипулираат јавно ќе обелодени колку пати Дуи молеле ке лидерот на ВМРО ДПМН.